Со измени на закон ќе се зајакнуваат капацитетите на Комисијата за заштита на конкуренција, која ќе треба да го контролира спроведувањето на законот за нефер трговски практики. ВМРО ДПМНЕ го предлага законот со цел државата да добие уште еден инструмент кој ќе помогне да се стави ред во трговијата. Нема да се профитира врз грбот на граѓаните и конечно ќе има поевтинување. Законот ќе се најде на пленарна седница на 2 октомври и власта очекува дека ќе има конструктивна дебата и истиот ќе може да се изгласа уште истиот ден. Во меѓувреме, Комисијата за заштита на конкуренција може да постапува, но нема доволен капацитет. Наместо досегашните 2 члена кои што беа професионално ангажирани, сите 5 члена ќе бидат професионално ангажирани во комисијата, како и се отвара еден ентитет на комисија за одлучување по прекршоци, кој што ќе биде составен од 3 члена од рамките на овие 5 комисионери, кој што ќе треба да одлучува по представки од граѓаните или по допрен глас и на тој начин, како што кажав, со подршка на стручната служба на самата комисија, да им стави крај на оние трговски практики кои што, да бидеме докрај искрени, до сега и на теренот не беа позитивно прифатени од оние кои што се во учесници во трговијата. Сите пратеници треба да бидат одговорни и веднаш истиот ден да закажеме комисија. Алфа направи обиколка по скопските пазари. На пазарот Буњаковец пак пиперката се продава над 100 денари, домат јабучар 200 денари, зелка 100 денари за килограм, лимон 100 денари за килограм, портокал 100 денари за килограм, кромит 30 денари, модар патлиџан 50 денари. Продавачите велат, тие што имаат пари купуваат повеќе. Според нив цената не ја формираат тие, туку се прилагодуваат на условите. Сериозен проблем е недостигот на домашно производство. Тие што имаат пари купуваат поскапо, тие што имаат помали пензии, да кажам, за пензионерите да потенцирам, си купуваат поевците, се жалат на цените, меѓутоа цената продавачите ние на пазарите и во маркетите не ја формираме, него ја формира некој друг. За жал, производство домашно нема и се помалку ќе има, земјоделци се помалку има, имаме толку плодна македонска почва што не се обработува. Во моментов е на сила мерката есенска кошница со која во маркетите според анализите на Министерството за економија цените на 73 производи паднале во просек од 5 до 10%. Законот за нефер трговски практики пак опфаќа 2548 продукти и со него ќе се отстрана 26 нефер трговски практики кои има учество во финалната цена на производите. Првите ефекти на намалени цени Министерството за економија очекува да се почувствуваат кон крајот на октомври, кога трговците треба и да ги потрошат за лихите од претходните договори.